Бајаги инструктори музика за сите генерации. За мојот денешен гостин не ми треба посебна најава. Момчило Бајагич со мене во Репортер. Бајага, добар ден. Добар ден. Драго ми е што прифативте поканата и што сте овде со нас. Хвала, и мене е драго. 35 години Бајаги инструктори на музичката сцена. И сега ако на тие 35 се додадат и оние 5 кога свиравте со Риблја чорба, со кој што почнавте, доаѓа дека повеќе од 40 години се занимавате преку 40 години се занимавате со музика. Која е тајната за таа неисцрпна енергија која што имате, да сте толку време на музичката сцена и да имате дури по 200 концерти годишно? Па тоа е затоа што се ја нисам тих 40 година бавио ничим другим него само музика. И онда кад се само нечим бавите, онда то може да трае. Друго, ја то стварно волим да радим и radio sam u svim vremenima, evo vidite, i danas sam došao ovde na pres i uradio PCR test, to mi je prvi put da moram da radim test da bi došao na pres konferenciju, ali volim to da radim i bez obzira na okolnosti koje su se za 40 godina toliko puta promenile. Meni je muzika uvek spašavala od svega i to je neki način, zbog toga sam i preživeo. Концертот во Скопје ви е всушност прв по периодот од пандемијата, односно последниот настап бил на 7 март, така? 7 март задњи пут е било у Осијеку и кад смо се враќали, дали то веќе био 8 март, веќе су мерили температуру на граници и то, и од онда нисмо имали концерт. Ноќта траеше кратко, ама нам ни требаше најдолгата на светот се стихови од вашата позната песна Тишина. Колку непроспиени ноќи, односно колку ноќи имаше Бајага во времето на карантината? Што правевте во времето на карантината? Па, мислим, с кои остали, првих 1-2 месеца сам био тотално изгубљен, не знao šta да радим. А онда смо решили да снимимо нови албум и тај нови албум ќе да изаđe можда за 10 дана после концерта овог. Čisto ja nisam čovek koji je navikao da ne radi ništa i to mi je bilo najteže u stvari, to što se ništa ne radi. Тој сакав сега да ве прашам, во периодот на пандемијата, односно од март, кога застана се, некако вие музичарите бевте и едни од оние кои што бевте најмногу погодени, не работевте ништо. Колку од една страна тоа се одрази и финансиски, меѓутоа и на вашата креативност, колку се... Па на креативност не, а финансиски тотално. Не код мене, него код свих. Значи, мислим да je totalni bankrot svih muzičara, ne samo na Balkanu, nego generalno i da je to ali šta da radimo? Valjda će da se promeni vreme, pa ćemo da sviramo ponovo. Dobro je, sad počna nekako da se organizira koncerti, pa se nadevamo дека ќе... Ja sam se ovog leta bavio čitavo leto otkazivanjem koncerata. Така? Добро, сега колкава е возбудата за концертот што ќе следи во Скопје, со оглед на тоа што подолго време не сте настапувале? Tako je. Pa nema problema, mislim, napravit ćemo par proba. Dobro je isto, inače je bio plan, mi ovde dolazimo u jednoj drugačijoj postavci, znači vodimo maestra Vojkana Borisavljevića, on je dirigent, a gudači su makedonski, hor je makedonski i napravit ćemo par proba s njima. To bi svakako morali da radimo i da nije pandemija i da smo svirali svaki dan. I inače je bila ideja da u svakom velikom gradu da sviramo sa lokalnom muzičarima i to je jako lepo jer se pomeša energija i ovim klasičarima je drago kad sviraju to. Evo, baš sam rekao skoro da kad smo svirali u Sava centru, tu su bili beogradski solisti i onda ima poneka pesma da baš i ne sviraju svi, ja se sviramo neku stvar, ja se okrenem, a ove devojke violiniskinje sve pevaju, pošto ne sviraju u tom trenutku. Tako da i oni manje više znaju te pesme, a sad imaju i note i Vojkana i mislim da će to da bude jako lepo. S obzirom da je zbog pandemije napravljeno da sve bude ono kako mora, jel? U suštini će to biti sledeći koncert i bit će veliki razmak i sve, pa onda razmišljam možda je najbolje takvu vrstu muzike, takve aranžmane slušati, jer i vi kad odete da gledate neko klasično delo, uglavnom se sedi, tako da eto, to nam se potrefilo. Ке ве прашам за, ти преска го спомнавме тоа, песната 442 до Београда. Во Македонија има еден мит за таа песна, меѓутоа нели таа раздвоеност од Белград до Скопје, меѓутоа која е вистинската приказна за
за таа песна? Како настана таа песна? Pa to je bilo u vreme Jahača Magle kad smo non stop svirali i prosto jedna muzičarska pesma muzičarima koji su non stop na putu i nismo izlazili iz kombija malte ne. A kažem kad sam bio mlađi onda mi pošto ta 442 je napravljena prosto eto palo mi na pamet i bila je dobra rima 442 do Beograda, ali je to negde blizu i do Zagreba, i do Sarajeva, i do Skoplja i onda ja kad sam bio klinac, kad me pitaju Zagreba ili do Zagreba, kažem jeste. A kad me pitaju u Sarajevu, ja kažem jeste. A i u Skoplju isto jeste. Ali u suštini i jeste, jer mislim, to su sve gradovi gde sam svirao i to je negde približno kilometraža, tako da sigurno u toj pesmi ima i puno nekih putovanja za Makedoniju. Добро, ви се ми се наметнува тога прашањето како беше да се биде популарен во време на поранешна Југославија, да се биде бајага и инструктори, како се носете тогаш со популарноста? Pa, bili smo klinci, ja sam svirao u Riblje čorbi, imao sam malo iskustva, jedno 6 godina sam svirao u Riblje čorbi i onda je krenulo brzo, prvi album Pozitivna geografija je odlično prošao, ali nisu bili tako velike posete i to, već od druge strane Jastuka je bio opšti haos i mi smo bili mladi i jako i to nam je prijelo i mislim da nas je to i održalo i drugo, mi smo band koji je, ja mislim, na ovim XU prostorima sigurno jedan od bendova koji je najviše koncerata održao i to nas je i održalo jer smo non stop svirali. Тогаш колку тешко, кој периодот вашиот живот, зборувам нели во однос на музиката, ви беше најтежок, кога и во периодот на војната и на Ba to je bilo, mislim, mi smo prošli sve od raspada bivše zemlje, pa onda do ratova ovih u okruženju, sankcija, bilo je bombardovanje, korona, ne mogu se setiti više šta je bilo, ali tu smo se pokazali kao prilično žilavi i uspeli smo da prođemo kroz sve to i drago mi je da se na tim albumima koji su nastali u to vreme čuje kakvo je vreme bilo. Освен вашите песни, работите и музика за филм и вашата популарна Пада Влада во филмот Професионалец, не само што беше популарна кај вас, туку и кај нас во периодот кога се менуваше владата. Како музичар и како уметник ја доживувате и оценувате политичката и општествената состојба во Србија? Pa mislim da trenutno sad u suštini najviše nas pogađa korona. Tako da mislim politiku ne možete ni da vidite od korone, jer sve zavisi od toga da li ćemo moći. I kažem vam, čitavo leto sam se bavio otkazivanjem koncerata koji su... Ili recimo otkažu nam koncert, trebali smo da sviramo 21. juna u Medulinu u Hrvatskoj sa moj bend sa ovim velikim orkestrom i Goran Bregović sa njegovim isto velikim orkestrom i onda oni kažu pomerili smo vam koncert za 21. juni 2021. Uglavnom smo tako. Sve se vrti nekako околу короната и дружиката и заради коронава која гледа и политиката. Дали ни во ова време, не време, ни треба една нова песна против малери, со оглед на тоа што дека стварно оваа година ни е цела... Ja sam napravio, ja mislim da je moguće zbog toga ovaj prvi koncert u koroni u Skoplju što sam napravio protiv maleri pesmu, tako da sam rastero malo malera. Pa ja stalno pravim neke pesme koje su pozitivne i uvek sam mislio da treba takve pesme i raditi, jer vrlo često ti se desi ono što napišeš. Tako da, neću da kažem da sam sujeveran, ali gledam da pišem uglavnom pozitivno. 200 концерти годишно, тоа се 200 дена отсуство од дома. Како вашето семејство се носи со вашето отсуство и со вашата популарност? Pa dobro, mislim, meni su deca već velika i navikli su, čitav život je tata na televiziji, tako da mislim da to više nije neobično s obzirom da ja stvarno preko 40 godina se profesionalno bavim ovim. Mislim da su se svi pomirili s tim i navikli. Да, тука еве сега ми се метува прашањето за вашата сопруга. Прочитав некаде вашата љубовна приказна дека започнала навистина во автобус. Сте се влюбиле во вашата сопруга или?
Pa dobro, da, to nekad, znate, nekad su i te priče malo dosadne u smislu ono kao uzmu pa pripisuju i sad to je iz nekog ono lista od ne znam ko, pa onda svaki sledeći koji napiše, on napiše malo drugačije, tako da, ali nek bude, mislim... Дека било во автобус. Не, како таа се носела ни сите овие години со вашата популарност? Pa mislim njima sigurno nije lako zbog toga, ali su se navikli pa onda se lepo se nosi. Е, малку пред крај, како ја оценувате музичката сцена овде на Балканот? Pa ima u svakoj od ovih eksiju država ima talentovanih autora i znamo svi koji su dobri i talentovani. Meni je sad smešno što je jedno vreme bio jak turbo folk, a sad sam čuo da se ovo najnovije zove narko folk. Da je to, sad to je novi pravac, ovo što je kao malo na rap, malo na to mi se ne sviđa preterano, ali recimo dobro ide uz onaj film Južni vetar, što mislim, da, koji je popularan i mislim ide dobro zato što je to muzika tog vremena. Ali ja s tim stvarno nemam puno veze. Тој се сакав да ве прашам, ни сите овие години некако не го сменивте вашиот музички стил, односно не ги прифативте оние нови трендови, а сепак успеавте да ја задржите популарноста. Колку сметавте дека на моменти се коцкате нели со кариерата или затоа што е вашата музика баш автентична, секогаш ќе има своја публика? Pa ja mislim da je naša publika ono što je nekad bila reklama, vi ste mladi pa možda i ne znate to, za Politikin zabavnik je bilo od 7 do 77. Ja imam sreću da imam publiku tako pomešanu, stvarno i dolazi i moja generacija i mnogo mlađi i klinci i stariji i mogu samo da budem zahvalan Bogu što je to tako. A ja sam uvek radio muziku onako kako ja osjećam. Mislim da moj glas i tekstovi povezuju to, a što se tiče muzičkih stilova, oprobao sam se u skoro svim mogućim i u nekoj vrsti, da kažemo, i džeza, i klasične muzike, i etno, i rock klasičan, i svašta smo radili. Велите, после интервјуто одам во кафана, што најчесто нарачувате во Македонија, ако сте во Македонија? Имате ли neko милено јадење? Pa ovde nekako, mislim da u Makedoniji su najbolje preljeva. Така. Znači, tako da kad donesu sve one silne salate, ajvare, pinđure, paprike na milion načina, sirenje i piperki surdo i tako. I onda kad dođe do mesa, meni već i vino je dobro. Сосема за крај, како ја доживувате македонската публика и што очекувате од концертот во Скопје? Pa ja ovde prvo imam puno prijatelja i muzičara i koji nisu muzičari. Publika uvek nas je lepo primala. Zna se da su Makedonci dobri muzičari i imaju sluha. I ja sam se zezao ranije pa kažem da često se desi da imam utisak da publika podeli glasove pa pevaju tercu, kvartu, pintu, mislim, retko ko falšira, a ko falšira, njega izbace napolje. Ти благодарам на прекрасниот разговор и посакувам одличен концерт во Скопје на 13 септември. Hvala vama, svako dobro.